Почитувани представници на медиумите, ви благодарам што изразивте интерес за ова наша свикана пресконференција, која ја свикавме по повод одржувањето на фестивалот Цело е кога си има 30, во организација на Театар Чин 4 сцена 5. Фестивалот Цело е кога си има 30 ќе се одржи во периодот од 21 август до 5 септември оваа година. Станува збор за еден мултимедијален фестивал на кој што ќе има активности од различни аспекти, од музички концерти, танцови представи, театарски представи, изложби и така натаму. И би сакал само да напоменам дека овој фестивал се реализира со финансиска помош од владата на Република Македонија по повод 30 години независност. Конкурсот беше објавен како дел од ковид мерките за поддршка на индустријата за организирање на настани, на кој конкурс ние се пријавивме и од вкупно 104 апликанти ние бевме едни од 33-те на кои проектот им беше одобрен. Бидејќи нашата дејност е примерно театарска, ние се решивме за реализација на овој проект да соработуваме со една исклучително професионална личност, човекот кој што во изминативе 3 години е главен виновник за сите поголеми културни поместувања во градот Прилеп. Тоа е Звонко Димовски, кој е нашиот проектен менаџер. И би сакал само да напоменам и да нагласам дека доколку постојат личности како што се Звонко Димовски во нашиот град, културата би била на едно далеку повисоко ниво. И ваквите личности како што е Звонко треба да бидат активно вклучени и поддржани од страна на релевантните фактори или институции. Го нарекохме фестивалот Цело е кога се има 30, инспирирани од преубава кампања која што сум сигурен дека повеќето од вас ја паметат од 90-тите, Цело е кога се има се. Тоа ни е инспирација за проектот и на тој начин надоврзуваме до 30 години независност. И добриот тим не се менува, но добриот тим може да се прошири. Нов член на нашиот тим е Македонка. Македонка ќе биде една убава, скромна, племенита девојка која што ќе се појави во нашите програми. Програмата ќе биде сработена во вид на стрип книга. И Македонка, која што ќе се појави во првите неколку дена на фестивалот и во програмите, во преубави фустанчиња со народен вез, ќе се едуцира разговарувајќи со учесниците и изведувачите. И преку нивните муабети Македонка ќе станува свесна за важноста на музиката, за важноста на уметноста, за важноста на сценското однесување. На тој начин повторно сакаме да имаме влијание врз креирањето на нови публики во нашиот град и во нашата заедница. Фестивалот исто така како за цел си постави да ангажира што е повеќе луѓе, изведувачи, поврзани со градот Прилеп, кои што се родени во Прилеп или се поврзани со градот Прилеп, да се ангажираат колку што е можно повеќе локални артисти кои што се не само локално, туку познати во целата држава, а дел од нив и на балканските простори. Идењо фестивалот се состои од така наречени големи настани и мали настани. Дел од активностите кои што ќе бидат презентирани ќе имаат премиера во рамките на нашиот фестивал, односно се наменски подготвувани од тимовите за потребите на овој фестивал и овој повик. Тука пред се мислам на танцовата представа што ја спрема X на квадрат, танцовиот колектив. Тоа се абсолвенти на Академијата ЕСРА, Танцов театар Скопје и абсолвенти на Илија Николовски школото за уметност. Заеднички решивме дека ќе се спреми танцова представа инспирирана од романот Парадоксот на Диоген на Томе Арсовски, а музиката ќе биде од Тодор Скаловски. Со неколку актери од нашиот театар, односно Даниела Ивановска, Игор Трпчевски, Димитар Георгиевски, Исидор Јовановски
и Методија Костовски како мултиинструменталист. Исто така прв пат ќе биде изведена еден вид на вариете програма, вариете шоу, посветено на основоположниците на македонската современа поезија. Значи, вклучените актери ќе интерпретираат и реинтерпретираат поезијата на бардовите на македонската поезија, придружени со музика. Потоа, исто така, ќе имаме чест и задоволство концертно да биде изведен за прв пат надвор од Скопје и од официјалните програми на тамошните фестивали албумот Апокрив на Добрила Грашевска и Доријан Јовановиќ. Исто така, свој голем спектакуларен концерт несомнено ќе одржат групата на Hounds. Тоа ќе биде концерт на авторска музика и најава на нивниот албум на македонски јазик. За тој концерт се спремаат и дополнителни изненадување. Убава новина и убаво освежување за културната сцена на нашиот град ќе биде уметница која што не била досега присутна во Прилеп, односно свој перформанс ќе одржи Зарина Прва Севда на затворањето на фестивалот. Исто така ќе има неколку креативни работилници кои што ќе се одвиваат во циклуси со Јулијана Талеска и Емил Солески, една во Прилеп, една во Крушево, во кој што ќе бидат, во тој процес ќе бидат вклучени 10 до 15 талентирани млади уметници од Прилеп и од Крушево. Работилниците ќе се занимаваат со реинтерпретација на културното наследство. Прилепската ја нарековме украсуваме македонска поезија, а Крушевската ќе биде посветена на реактуализација на ликот и делото на академскиот сликар Никола Мартиновски. Тие работилници ќе бидат многу богати во содржина и затоа во програмата постојат како самостојни изложби. Исто така, како дел од придружната програма, ќе се појава тоа што граѓаните на Прилеп многу го потврдија дека го сакаат изминативе година, тоа се градските игранки. Секако и тие ќе бидат тематски, едната ќе биде пред градската Саат Кула, другата ќе биде во објектот во кој што се најдуваме Брос бургер. И во придружната програма ќе има свој дел театарот кој што се јавува како организатор на фестивалот, Чин 4 сцена 5 со своја представа. Како што заклучивте од мојот краток или долг говор, повторно сакаме да се насочиме кон реактуализација на значајни ликови текови од нашата историја, користејќи современи медиуми, современи музички и сценски изведби, настаните кои што наменски се настанати за фестивалот, тематски беа инспирирани од културното наследство од 45-та до 80-та година. Значи, имињата од типот на Тодор Скаловски, Прокопиев, Блаже Конески, Петрема Андреевски, Богомил Ѓузел, многу често ќе се пројавуваат низ програмските содржини на фестивалот. И несомнено, кога ќе ги следите настаните, на очигледен начин ќе ги препознаете делата на овие артисти и заслужни граѓани на државата при следењето на самите настани. На крај само да напоменам дека плакатот е дизајниран од Ѓорги Десподов. Плакатот е едноставна линиски дизајн со мотиви од Прилеп и Крушево. Идеен творец на програмата цело е кога се има 30 е Дарко Талески. Како што напоменав, програмата ќе биде во форма на стрип книга и ќе биде многу интересна за читање, ќе биде како реален стрип во кој што нема да бидат само најавени настаните, туку ќе има вистински наративен стрип дел кој што ќе го води Македонка.
ние како тим кој што организира фестивалот, театарот Чин 4 сцена 5, повторно сакаме на овој начин да имаме придонес во развојот на градската култура, во оживувањето и затврстувањето на градската култура, во градењето на нови публики, нови навики и со уште неколку мали градски институции, поединци. Можеме тука да ги спомнеме секако Брајчата Цирилик, во чиј објект се најдуваме, Златко Карчевски, Центарот за современа уметност, Игор Трпчевски, кои тие неколку институции, луѓе кои што неуморно работат за заживување и затврстување на културната сцена. Може би не секогаш успешно заедно, но таа позадина на културни работници полека мислам дека се гради и е значајно за нашиот град. Настаните во Прилеп ќе се одржат на летната сцена на Домот на културата, големата сцена во Марко Цепенков, фоајето, театарот Војдан Чернодрински, пред Саат Кулата, во кафулето Бросбургер, а во Крушево пред платото на споменикот Македониум и летната сцена на музеот на НОП. Доколку имате некакви прашања, повелете. Програмата ќе биде испечатена и дигитализирана, значи ќе биде достапна во двете верзии. Ти благодарам дека ја спомна дигитализацијата, аспект кој што го занемарив. Многу важен дел од нашиот концепт на фестивалот е тоа што сите настани ќе бидат целосно снимени и дигитализирани од професионална екипа и подоцна објавени и достапни и за јавноста и за институциите. Значи секој настан, секој концерт ќе биде целосно дигитализиран. Мислам дека е тој аспект кој што исто така недостасува во нашата култура од аспект на создавање трајни вредности, дигитализација на културата.